Добре дојдовте во Урбаните вести. Од денеска започнува пријавувањето за добивање 10.000 денари за талентирани спортисти во аеродром. Со оваа вест ги започнуваме денешните Урбани вести. Останете со нас. Двор во Лисиче затрупан со отпад кој се пали и користи како огревно средство. Пријави Дива депонија на 070 270 557. Новата грејна сезона повторно без калориметри. Граѓаните парно ќе имаат од 5 до 22 часот. Настинките земаат се поголем замав, па затоа треба добро да се заштитите. Ексклузивна и уникатна програма за 37-то издание на Скопски джез фестивал кој почнува вечерва. Дворно место во Лисиче било целосно затрупано со секаков вид отпад, кој се палел и се користел како огревно средство. Инспекторатот на град Скопје информира дека во присуство на полиција, екипи на јавното претпријатие Комунална хигиена започнале со чистење на локацијата и информираат дека контролите ќе бидат зачестени, а секое лице кое ќе биде фатано ќе биде соодветно казнето. Инспекторатот на град Скопје на улица Ѓорѓи Капчев број 2 во Лисиче, општина Аеродром, од вчера започна со реализација на донесеното решение од страна на овластен инспектор за животна средина. Од градскиот инспекторат информираат дека дворното место е затрупано со секаков вид отпаден материјал кој се пали и користи како огревно средство. Јавното претпријатие Комунална хигиена по налог на град Скопје пристапи кон чистење на локацијата, а повикана била и асистенција од Министерството за внатрешни работи. Како што информираат од инспекторатот, се работи за огромна количина отпаден материјал. Комуналните редари исто така забележали повторно спалување отпад во реонот на Вардариште, пошто повикано е противпожарно возило, како и присуство на МВР, а пожарите се локализирани и изгаснати. На терен беше излезен и раководителот на инспекторатот на град Скопје Мирослав Богдановски, кој изјави дека спалувањето отпад придонесува многу во загадувањето на воздухот. Меѓутоа се прават состаноци и координации за да имаат постојани дежурства, така што инспектори ќе има постојано на терен. Од инспекторатот посочуваат дека секое лице доколку биде фатано на лице место ќе биде соодветно казнето, но и дека ќе преземат дополнителни мерки за да го спречат намерното потпалување на сметлиштата во околината на Скопје. Имено на почетокот од месец октомври, инспекторатот на град Скопје изврши дислокација на над 220 парчења користени гуми од автомобили и камиони на територија на Карпош. Од инспекторатот на град Скопје информираат дека гумите биле складирани за во зимскиот период да бидат употребувани како огревно средство. Град Скопје во март годинава промовираше посебен телефонски број 070 270 557, на кој граѓаните можат преку Вибер да пријават диви депонии со праќање порака и фотографии, а истите може да ги пријават и преку официјалната Facebook страница на градот. И оваа година граѓаните немаат можност да го регулираат парното грејење од својот дом со калориметри, односно не може да си дозволат да трошат и да затоплуваат онолку колку што тие сакаат. Од Балкан Енерджи Груп информираат дека се раководат од веќе пропишаните правила од Регулаторната комисија за енергетика и парно има од 5 часот наутро до 22 часот навечер. Грејната сезона за граѓаните кои се приклучени кон топлификацијската мрежа започна на 15 октомври и ќе трае до 15 април, кога завршува сезоната, а грејење добиваат од 5 наутро до 22 часот навечер. Но со промена на начинот и темпото на живење се наметнува потребата од затоплување во доцните вечерни часови, а луѓето немаат потреба од грејење во поголемиот дел од денот кога се на работа и имаат обврски надвор од домот. Но за сега таква можност нема. Само доколку имаат калориметри ќе можат да си дозволат да трошат онолку колку што тие сакаат и да заштедат на сметките за парно. Но калориметри се уште не се поставуваат. Од Балкан Енерджи Груп во соопштението наведуваат дека во согласност со правилата за испорака на топлинска енергија во регулираниот период за испорака од 15 октомври 2018 до 15 април 2019 година, испораката се врши по строго утврдени правила и дијаграми во зависност од атмосферските услови и надворешните температури.
Од компанијата велат дека поставувањето калориметри или уреди за локално распределување на топлинската енергија е предвидено во новиот закон за енергетика. Во него се предвидува поставување алокатор во секој новоизграден објект што се приклучува на системот за дистрибуција на топлинска енергија. Но што ќе се случува со старите стамбени згради, се уште не се знае. Од Балкан Енерджи Груп се раководат од веќе пропишаните правила. Правилата и диаграмите се утврдени во регулативата за испорака на топлина до потрошувачите одобрена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, велат од БЕК. Во овој регулиран период, во согласност со законските и подзаконските акти за снабдување со топлина, Балкан Енерджи Груп е обврзана да испорачува топлинска енергија во строго утврдениот рок и во согласност со правилата. Јавна презентација и јавна анкета по архитектонско-урбанистички проект за дел од Инџиково и дел од Јурумлари со намена домување во стамбени куќи ќе се одржи на 22 октомври. А сите заинтересирани граѓани увид во архитектонско-урбанистичкиот проект може да направат во урбаните заедници Хиподром и Колонија од денеска до 25 октомври. Архитектонско-урбанистички проект за дел од катастарската парцела 497/2 катастарска општина Инџиково со намена домување во стамбени куќи во Инџиково, општина Газибаба, ќе биде изложена во просториите на урбаната заедница Хиподром во рок од 5 работни дена, почнувајќи од денеска 18 октомври до 25 октомври секој работен ден од 8 до 16 часот. Јавната презентација на архитектонско-урбанистичкиот проект ќе се одржи на 22 октомври со почеток во 10 часот во просториите на урбаната заедница Хиподром во општина Газибаба. Анкетните листови за учество во јавната анкета се наоѓаат во просториите на урбаната заедница, а во определениот рок заинтересираните лица може да достават забелешки и предлози по предлогот на планот во електронска форма преку информацијскиот систем Е-урбанизам или во писмена форма. Во истиот период, јавна презентација и јавна анкета ќе се одржи и во Јурумлари по архитектонско-урбанистички проект за катастарска парцела 685/10 и 685/15, катастарска општина Јурумлари, со намена домување во стамбени куќи, кој ќе биде изложен во просториите на местната заедница Колонија во општина Газибаба. Јавната презентација за архитектонско-урбанистичкиот проект со намена домување во стамбени куќи ќе се одржи на 22 октомври понеделник со почеток во 12 часот во просториите на местната заедница Колонија во општина Газибаба. Со цел да се овозможат подобри услови за младите и развојот на спортот, Општина Аеродром објави оглас за доделување еднократна парична помош во износ од 10.000 денари по лице на талентирани спортисти. Огласот за пријавување трае заклучно со 28 октомври. Општина Аеродром денеска објави оглас за доделување еднократна парична помош во износ од 10.000 денари по лице на талентирани спортисти до 28 годишна возраст. Право на пријавување имаат сите заинтересирани спортисти аматери, односно лица што не остваруваат приходи од спортот, вклучително и лица со телесен инвалидитет, кои се спортисти аматери, а се истакнале со досегашните постигнати резултати во одреден спорт. Тие треба да се со адреса на живење на подрачјето на општина Аеродром и со своите спортски активности да придонесуваат за развој на спортот. За оваа мерка се предвидени вкупно 600.000 денари од буџетот на општина Аеродром. Огласот за пријавување трае 10 дена од неговото објавување, односно заклучно со 28 октомври, а спортистите аматери се должни кон пријавата да ги наведат причините и намената за кои ги бараат финансиските средства. Пријавата може да се преземе од веб страницата на општина Аеродром и со целокупната документација треба да се достави преку пошта или во архивата на општината од 8:30 до 14 часот. Во овој период од годината најактуелни се настинките, а во главниот град ординациите се полни со пациенти. Лекарите советуваат за да се заштитиме од вирусите, треба здраво да се храниме и добро да се одмориме, бидејќи со тоа се подобрува имунолошкиот систем на организмот кој треба да се бори против вирусите.
Есента е период на настинки и грип. Во овој период настинките се многу распространети, а сезоната на грипот календарски започна од 15 октомври. Па од Институтот за јавно здравје вела дека нема распространетост, бидејќи на ниво на Македонија неделно се пријавуваат 2 до 3 случаи. Но затоа настинките се доста актуелни во овој период од годината, особено кога имаме нагли температурни промени во текот на едно деноноќие. Настинката е болест со благ степен, која после 7 до 10 дена поминува сама од себе. Кашлицата и малаксаноста може да траат до 3 недели. Кај децата тешкотиите траат подолго отколку кај возрастните, а по правило ги снемува за 10 до 14 дена. Лекарите советуваат за олеснување на симптомите што се јавуваат при настинка, треба да се земаат деконгестиви кои ќе ја исчистат слузокожата на носот, а за ублажување на болките може да се земе и парацетамол. Исто така, лекарите советуваат да се внимава на настинките, бидејќи бројни вируси кои кај возрастните предизвикуваат само настинки, кај децата може да предизвикаат бронхитис. Затоа треба внимателно да се следи состојбата. Лекарите во вакви денови препорачуваат добар одмор во текот на лечењето, пиење многу течности и зголемување на имунитетот. Од настинките граѓаните може да се заштитат и со внесување на свежо овошје и зеленчук и со доволно спиење, бидејќи со тоа се зајакнува имунолошкиот систем. Како се справуваат скопјани со настинките, излеговме на терен да ги прашаме. Како се справувате со настинките во овој период? Немаме настинки. Не се соочуваме со настинките. А користите ли витамини, здрава храна? Здрава храна, да, се исхрануваме здраво, а за витамини сметам дека има доволно здравата исхрана која употребуваме и се соочуваме. Со настинките никако. Се носот запуштен, тече, променливо време, што да правиме, ништо. Консумирате здрава храна, витамини? Само здрава храна, ништо друго. Витамини, тиква пече на највише, други работи, супер. Со настинките што викат подобро да се облечен и да печасити. Лекарите велат дека исхраната со брза храна или недостигот на витамини го прави организмот поприфатлив за вируси и инфекции. Телото е многу посилно кога се бори со грипот и настинките ако сте добро одморени и соодветно нахранети. Исто така треба да се престојува и на свеж воздух, а епидемиолозите советуваат и почесто миење на рацете и проветрување на просториите. И следната година најдобрите спортски екипи од средните скопски училишта ќе одат на надпревар во некој од збратимените градови со Скопје. Овој пат учениците беа во Нирнберг и беа подобри од домаќините. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов денеска се сретна со најдобрите средношколски екипи на град Скопје, кои на почетокот на месецов имаа спортски надпревари со нивните врсници од братимениот град Нирнберг, Германија, во кои беа поуспешни и постигнаа генерален резултат од 6 победи и 1 пораз. На надпреварите силите ги одмерија најдобрите спортски екипи од средните училишта во футсал, ракомет и кошарка во машка и женска категорија, како и во одбојка во женска категорија. На средбата Шилегов им ги честита успешните спортски резултати и им вети дека и наредната година ќе продолжи праксата најдобрите спортски екипи од средношколските надпреварувања да одат да се надпреваруваат во некој од градовите со кои Скопје има соработка, се вели во соопштението од градот. Предходните години најдобрите спортски екипи од средните училишта од Скопје ги посетија и имаа спортски надпревари со нивните врсници од Истанбул, Ниш, Загреб, Лјубљана, Софија и Белград. Покрај за средношколските спортски лиги на град Скопје, во чии надпреварувања учествуваа над 6000 средношколци. Годинава за прв пат од буџетот беа обезбедени и стипендии за 100 најуспешни спортисти, ученички и ученици, од по 3000 динари во текот на 8 месеци до крајот на 2018 година. Од денеска до 21 октомври во Македонската опера и балет и во дансинг салата на Младинскиот културен центар се одржува 37-то издание на Скопскиот джез фестивал. Фестивалот започнува вечерва со настап на джез пианистот Александар Хокинс, а организаторите најавуваат ексклузивна и уникатна програма за ова издание.
Со настапот на британскиот джез пианист Александър Хокинс, кој за овој концерт доаѓа специјално од Лондон, во Македонската опера и балет вечерва почнува 37-миот Скопски джез фестивал. До недела, 21 октомври, на програмата се 4 концерти во терминот од 20 часот во Македонската опера и балет и 3 полноќни во дансинг салата во Младинскиот културен центар. Джез пианистот Хокинс, кој се смета за еден од најиновативните и најимагинативните британски пианисти и композитори, покрај солистички настапи има и широк спектар креативни контексти, вклучувајќи го и компонирањето за неговиот квартет и ансамбл, како и во проекти на современи музички лидери. Неговите концертни ангажмани му донесоа настап на големите клубски, концертни и фестивалски сцени низ светот. На првата фестивалска вечерва од 22 часот ќе настапи и славниот американски саксофонист Дейвид Мареј со неговиот квартет, кој заедно со раперот и поет Сол Вилијамс ќе го представи проектот Blues for Memo. Со овој концерт Мареј ќе почне својата европска турнеја. На полноќниот концерт во Младинскиот културен центар ќе настапат бразилскиот гитарист Арто Линдзи, а во Скопје ќе му се придружи норвешкиот апарар Паул Нилсен Лав, еден од најактивните и најпродуктивните скандинавски музичари во последните 2 децении. Скопскиот джез фестивал најави ексклузивна, уникатна и храбра програмска ориентација за предстојното издание. Годинава ќе доминира современиот джез, а музичарите што ќе учествуваат специјално ќе дојдат за фестивалот и нивните концерти, освен на Дейвид Мареј, кој не се дел од турнеи. Тоа се главните одлики по кои годинашниот 37-ми фестивал се разликува од минатите изданија, соопштуваат организаторите. Делови од општините Бутел, Ѓорче Петров и Чаир утре во одредени периоди од денот ќе останат без напојување со електрична енергија поради технички зафати во електродистрибутивната мрежа. Во период од 8:20 до 14 часот, прекин во снабдувањето со електрична енергија ќе имаат корисниците од улиците Ферит Заири, Или Релези, Павле Илик, Ѓорги Томовски, Пошта Чаир, улиците Вуковарска, Струмичка, Кемал Сейфула и Скопски пазар Чаир во општина Чаир. Без струја, од 9 до 15 часот ќе бидат корисниците од населбата Радишани, местото викано Саздоврит, објектите спроти игралиштето, село Радишани после последна автобуска постојка на автобусот со број 57, патот за село Љубанци во општина Бутал. Во период од 9:30 до 12:30 часот, без струја ќе бидат корисниците од село Кучково, Караула Чашка и село Грачани во општина Ѓорче Петров, а во период од 8:25 до 14:30 корисниците од гимназијата Зефлјуш Марку и околните објекти, позади Стокомак и маркетот Кипер, улица 2 Македонска бригада, улиците Боро Менков, Лазо Москов, Гоце Стојчевски, Тале Христов и улицата Босна и Херцеговина во општина Чаир. Од 8:35 до 14 часот струја ќе немаат и корисниците од економското училиште Арсени Јовков, улиците Боро Менков, Тале Христов, Костурска и околните згради, исто така во општина Чаир. До петок ќе се задржи стабилно и суво време со дневни температури над просекот за овој период од годината. Од сабота ќе започне да дува повремено засилен северен ветер, а од недела ќе преовладува променливо облачно, ветровито и постудено време со повремени врнежи од дожд. Во Скопје температурата ќе достигне 25 степени утре. Од сабота ќе започне да се намалува температурата, па така в сабота ќе биде 22 степени, недела 18 и понеделник 15 степени. Тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте заедно со нас и не заборавајте да не следите на нашата веб страна, на Facebook фан страната, YouTube и Twitter. Пријатно!